Добар ден, драги ученици! Вие сте во училница и слушате француски јазик за 9 оделение. Јас сум Елизабета Трпковска, предавам француски јазик во основното училиште Гоце Делчев во Неготина. На овој час ќе научиме како се изразува желба на француски јазик со примена на условен начин, а воедно ќе утврдиме и градбата на овој начин. Comment utiliser le conditionnel présent pour exprimer un désir, un souhait? Ова ви е главната целна част. Желба на француски јазик се изразува со глаголите vouloir, aimer. И двата значат сака. Меѓутоа може да ги користите и глаголите désirer, souhaiter. И двата значат посакува. Adorer или préférer. Или пак изразот avoir envie. Има желба. Да видиме како вие досега сте изразувале желба на француски јазик. J'aime и инфинитив на некој глагол. Например, j'aime aller en France. Je veux visiter Londres. Je souhaite partir avec vous. Посакувам да заминам со вас. J'adore faire du vélo. Je désire manger ce gâteau. J'ai envie de voyager. Ова е многу убав израз за искажување желба и користете го почесто. Имам желба да патувам. Да видиме сега ние како ќе искажуваме желба во 9 оделение. Затоа ќе ни помогне овој лик, сите го знаете, духот од ламбата на Аладин, нека се представи на француски. Je suis le génie de la lampe d'Aladin. Тој исполнува желби, затоа не прашува quels sont vos souhaits et vos désirs. И ни дава едно предупредување. Faites attention à ce que vous désirez. Внимавајте што посакувате. Да видиме духот кои желби би ги исполнил на овие ликови. Dis-moi, Pierre, quel est ton désir? J'aimerais voyager autour du monde en bateau. Јас би сакал да патувам околу светот со брод. Ou en train, или со воз. Et toi, Monique, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, moi je voudrais apprendre le français. Јас би сакала да научам француски. Ou l'espagnol, или шпански. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Nous voudrions continuer nos études au Canada. Би сакале да продолжиме со школувањето во Канада ou aux États-Unis. Et pour toi, Toutou? Moi, je mangerai, je jouerai, je dormirai toute la journée. Јас би спиел, би играл, би јадел, би играл, би спиел цел ден. Maintenant, écoutez la prof qui vous expliquera comment se fait le conditionnel présent. А вие, деца, послушайте го овој дух од ламбата и внимателно слушайте како јас ке се обидувам да ви го објаснам условниот начин на француски јазик. Merci, Jenny, ça serait très bien. Et moi, je répondrai à toutes les questions. Како најдобро ќе изразиме желба на француски? Еве да видиме. Од едната страна имате реченица J'aime aller en France. И таа ви е позната. Истата реченица ќе ја кажеме малку поинаку. J'aimerais aller en France. На поинаков начин. Би сакал да одам во Франција. Или некоја друга реченица. Je veux visiter Paris. Да кажеме поинаку, на поинаков начин. Je voudrais visiter Paris. Јас би сакал да го посетам Париз. Еве ви ги двата глагола aimer и vouloir. Тука ви се во кое време да видиме? Во сегашно, додека ваму применуваме за нив условен начин. Тие се многу слични, меѓутоа се кажани на два различни начини. Сакам да го посетам Париз. Јас би сакал да го посетам Париз. Кој начин ви делува поубаво? И двата се точни. Вамо глаголите се ставени во сегашно време и точно звучат, меѓутоа кога ќе ги искажете, посебно кога зборувате за вашите желби, малку делуваат нељубезно, може да бидат и нападни. Затоа со сегашното време се избегнува да се зборува кога кажуваме желби. Желбите најубаво ќе ги изразиме со условен начин. Делува многу пољубезно кога го употребувате.
Многу убаво звучи кога ќе кажете јас би сакал да одам во Франција, наместо јас сакам да одам во Франција. Да видиме како се гради овој условен начин и потоа каде ќе го применувате. Многу е лесен, градбата е една од поедноставните градби. Еве ке правилните глаголи. Во првата група и во втората група тие на ер и тие на ир. Како? Цел инфинитив и наставки за имперфе што вие ги знаете. Еве ве потсеќам. IS, IS, IT, IONS, IEZ, IENT. Овие ви се учени и лесно ќе ви биде да ја усвоите градбата. Со пример уште полесно. Еве пример. Сакате да кажете јас би зборувал, да го потребите глаголот parler. Гледате ја градбата. Je parlerai. Цел инфинитив и наставката што не треба за прво лице еднина. Или пак глаголот finir. Je finirai. Цел инфинитив и наставката тука што ви треба и ја гледате пред вас. Третата група на правилни глаголи завршува на ре. Еве, исто се гради. Цел инфинитив и наставките, меѓутоа, нема потреба од крајното е, затоа, кога го потребувате инфинитивот, ова е нема да го пишуваме. И вака ќе изгледа формата. Je vendrai. Vendre, je vendrai. Повторно е цел инфинитив, меѓутоа, поради едно правописно правило, ова е нема да го ставиме тука, не ни треба веќе. И запомнете дека правилна е градбата, меѓутоа без крајното е. Да ги видиме овие три групи во една табела, полесно ќе ги запомните. Ајде да видиме како. Глаголот е ме. Тоа е прва група. И уште еднаш ќе кажам, градбата не прави никаков проблем кај правилните глаголи, малку кога го зборуваме, тоест кога го кажуваме, крајното тука што не го слушате е ме, ова ќе се слуша сега. Затоа вие заедно со мене ќе го изменувате глаголот. Заедно ќе го менуваме. J'aimerais. Tu aimerais. Il aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. Еве сме го измениле глаголот еме. Цел инфинитив и наставките што ни требаат, вие сега тука ги гледате и ако ви е научено времето во минато, ова ќе ви биде многу лесно. Додиме со втората група. Глагол представник за втората група ќе ни биде finir. Тој се слуша, неговото ре се слуша и во инфинитивот. Ајде да видиме тука. Je finirai, tu finirais, il finirait. Nous finirions, vous finiriez, il finirait. Гледате повторно цел инфинитив и наставките. И одиме со третата група. Представник на третата група е глаголот prendre, го слушаме него, еве го. И како се заедно со мене може да си го изговарате. Je prendrai, tu prendrais, il prendrait. Nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Глаголот, еве го да го видиме уште еднаш. Prendre. И да се подсетиме, цел инфинитив без ова крајно е. Никаде го нема. Гледате, не ни е потребен, не го ставаме. И таа е градбата на правилните глаголи. Сите правилни глаголи го почитуваат ова. Што се случува со неправилните? Тие деца што сте научиле futur simple, ќе ви биде сега многу лесно. Зошто? Кај неправилните глаголи не ни треба инфинитивот, туку нешто друго. За да го изградиме времето, ни треба основата земена од простото идно време. Еве, пример, але, не ни треба инфинитивот. Сакаме да направиме условна реченица со овој глагол. Ако го знаеме простото идно време и ако знаеме дека тој глагол звучи жире, јас ќе одам и еве, основата ќе ја земете од тука, оваа му е наставка што не ни треба, на местото на таа наставка ги ставате овие наставки. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT.
И ќе добиеме ваква реченица. Жире, јас би одел. И сега направете разлика. Жире, жире. Нема никаква разлика. Исто се слуша, меѓутоа гледајте, различно се пишува. Ова е идно време, а ова е условен начин. Тие личат. Еве, кои неправилни глаголи сте ги учеле кога сте го учеле futur simple? Ја тука ќе ве потсетам на неколку. Avoir и неговата основа во futur simple е ваква. И да ги споредиме. Во futur simple глаголот има звучи вака. J'aurai, tu auras, il aura. Сега, во новиот начин што го учиме кондиционел, тој вака ќе звучи. J'aurai, tu aurais, il aurait. Малку поразлично. Меѓутоа, основата, гледајте, секаде е иста. Наставките се различни. И тоа ќе биде така за сите неправилни глаголи. За être ќе биде je serai. За venir, je viendrai. И vouloir ќе го учиме малку понатаму во тек на овој час. Да ги погледнеме сега овие неправилни глаголи во една табела. Вие не мора веднаш сите да ги научите, вие ќе си одберете кои глаголи најмногу се користат и најмногу ви требаат во девето деление. Јас тука дадов неколку за да може да си направите споредба, да видите дека тие имат иста основа. Еве да видиме кои се овие глаголи. Але, основата е ir, ire, j'irai. Avoir има глаголот. Savoir. Еве во како е. Глаголот знае. Être, многу потребен, ќе си го научите тој. Faire, исто знаете дека многу ви треба глаголот прави. Vouloir, ќе го учиме на овој час. Devoir, треба. Tenir, држи. Venir, доаѓа и тој може да си го научите. Voir, гледа. Envoyer, испраќа. Pouvoir, може. Глаголот courir и глаголот mourir. Да ги погледнеме сега вака. Неправилните глаголи се учат на памет. Меѓутоа и кога учите на памет, може да си помогнете. Јас тука ви дадов една пчелка, за да ви помогне да ги запомните. Например, гледате како. Некои се слични и тука се представени во пар, по сличност. Например, venir и tenir личат еден на друг, ги учите заедно. Je viendrai, je tiendrai. Едниот ќе ве потсеќа на другиот. Или глаголот avoir заедно со savoir. J'aurai, je serai. На некои ученици тоа ќе им помогне. Инаку, тоа веќе го знаете, кај неправилните, затоа што нема правило, тие си се учат на памет, за да може да се ги применувате. Еве са ни еден неправилен заедно, ќе го научиме денеска на овој час. Да го измениме глаголот vouloir. Глаголот сака. Je voudrais и еве, уште еднаш да си кажеме за градбата. Еве моја основата, иста како идното време, и еве моја наставката, сега што ја ставаме за условниот начин. Je voudrais, tu voudrais. Il voudrait. Вие со мене си го повторувате. Nous voudrions, vous voudriez, il voudrait. Како и каде може да го применувате условниот начин? Условниот начин е многу убав начин на говор и ќе го применувате во многу ситуации. Меѓутоа, кога изразувате желба, многу често, и со него вака ќе се изразувате. Например, сакате да речете дека ќе заминете, би заминале на одмор на море, може да речете je voudrais, еве ви го условниот начин, partir en vacances à la mer. Со овој начин искажувате полюбезни реченици. J'aimerais accepter votre invitation. Наместо сегашното време да го користите, користите условен начин и многу поубаво звучи, поубаво се искажувате. Јас би сакал да прифатам вашата покана. Учтиво нешто прашувате. Ça vous ferait plaisir de lire ce livre? Ова е глаголот faire, ставен во условен начин. Наместо сегашно ça vous fait plaisir, вие кажувате во условен начин. И на крајот многу е корисен за нешто љубезно да одбиете.
Например, je ne pourrais pas venir avec vous. Јас не би можел да дојдам со вас. Наместо да кажете јас не сакам да дојдам со вас, јас не можам да дојдам со вас, вие употребувате условен начин. Јас не би можел да дојдам со вас. И тоа многу убаво звучи. Ќе направиме заедно вежбата број 1. Ставете ги глаголите во условен начин за да добиете полюбезни реченици. Овие сите реченици изразуваат желба. Nous voulons parler avec vous. Ние сакаме да зборуваме со вас во сегашно време. Je veux acheter un kilo de pommes. Je souhaite te donner ce sac. Il aime vous voir demain. Tes cousins veulent te parler. Сите се овие во сегашно време ќе ги ставиме заедно во условен начин. Еве првата реченица. Каква реченица ќе добиеме? Гледате. Наместо nous voulons подвлеченото добивме nous voudrions parler avec vous. Ние би сакале да зборуваме со вас. Сме ја ставиле во условен начин. Втората реченица. Je voudrais acheter 1 kilo de pommes. Јас би сакал да купам кило јаболки. Колку поубаво звучи. Je souhaiterais te donner ce sac. Би сакал, би посакувал да ти ја дадам оваа чанта. И глаголот е Il aimerait vous voir demain. Тој би сакал да ве види утре. И на крајот реченицата Tes cousins voudraient te parler. Еве го подвлеченото глаголот vouloir во сегашно време, еве ни го глаголот vouloir во условен начин. Твоите вратучеди би сакале да зборуваат со тебе. Вежбата број 2. Глаголите што ги гледате тука во заграда ќе ги ставаме во условен начин заедно, а потоа кога ќе слушнеме и разбереме реченицата, да видиме дали таа реченица изразува политес, љубезност, ансуе, желба или пак некаков совет. Заедно ќе го направиме тоа. Првата е глаголот еме. Го ставаме во условен начин. J'aimerais parler français. Ајде да разбереме. Јас би сакал да зборувам француски. Ова реченица изразува желба, суе. Па имате реченица. Tu, глаголот треба е неправилен, ќе го ставиме сега во условен начин и да видиме како ќе звучи оваа реченица. Tu devrais regarder ce film. Ти би требал да го изгледаш овој филм. На што не личи оваа реченица? Оваа ни личи на совет, консеј. Замислете да ставевме оваа реченица во сегашно време, дали ќе звучеше исто. Ти треба да го гледаш овој филм или ти би требал да го изгледаш овој филм. Доколку го потребите сегашното време, повеќе личи на наредба отколку на совет. И повторувам, условниот начин ќе го применувате за да искажувате љубезни реченици. Еве глаголот vouloir. Марк voudrait aller au cinéma. Марк би сакал да оди во кино. Изразува желба, желбата на Марк. Па имате тука една реченица, пак со vouloir. Меѓутоа гледате како. Je voudrais un timbre et 2 cartes postales s'il vous plaît. Би сакал марка и 2 разгледници ве молам. Со оваа реченица изразуваме љубезност. Кога одите да купите нешто во продавница, ќе го користите овој начин со глаголот vouloir и ќе изразувате љубезност. Ça c'est une politesse. Глаголот во заграда ни е pouvoir и тој е неправилен, еве како изгледа. Vous pourriez déménager en France en novembre. Би можеле да се преселите во Франција во ноември. Би можеле да се преселите во Франција.
Ça c'est un conseil. Доколку ја кажете во сегашно време, вие може да се преселите во Франција, сосема поинаку звучи. И на крај глаголот venir, да видиме како ни звучи. Je viendrai demain. Јас би дошол утре. Тоа ни звучи како некој да ни рекол, јас сакам да дојдам утре. Je viendrai demain. Јас би дошол утре. Со оваа реченица изразуваш желба. Меѓутоа, оваа реченица исто така ја сваќаме и како љубезност на некој кога му се обраќате, љубезно кажувате дека ќе дојдете утре. Наместо јас ќе дојдам утре, одсечно, вие кажувате јас би дошол утре. Се надевам дека ви е јасно како се гради и како се применува условниот начин. За домашна работа повеќе ви дадов вежби за истражување. Ке се вклучите на овој линк, Notre Bloc de Fleu. Ке видите тука има многу вежби што може сами да си ги направите. Или пак, доколку сакате, може да отворите овој линк и тука имате тест за да си проверите дали ви е јасно и дали го препознавате условниот начин кога го споредувате со некое друго време. Ова е вежба на кликање и потоа ќе ви ги каже резултатите. Јас се надевам дека ќе ви биде пријатно да си го доучите условниот начин, за потоа да може да си го применувате. Bon courage et à la prochaine!